Почитувани мои, добар ден. Ова е новото издание на Црвена линија. Секоја зима иста представа во Скопје, чекајќи го дождот. Вчера на 10-то, денес Скопје на 9-то место. Секој ден, во секој поглед напредуваме на скалата на најзагадени градови. Расте и бројот на респираторни инфекции кај најмладите, а доминираат и вирусните респираторни инфекции. Најзасегнати децата од предшколска возраст и доенчињата. Во текот на 24 часа на Универзитетската клиника за респираторни заболувања кај децата во Козле има по 150 прегледи, а во моментов нема ниту едно слободно место за хоспитализација. Мерните станици покажуваат зголемена загаденост и до 15 пати, а најголема загаденост во Скопје измериле станиците во Лисиче, Центар, Газибаба, како и таа кај гимназијата Нова. Во останатите градови иста песна. Тетово, Струмица, Битола, Гостивар, Кавадарци, Кичево. Го издвоивме и фејсбук статусот на доктор Ненад Лазаров. Секој здив од воздухов во Скопје е канцероген. Секој здив е смрт и данок за цела негрижа и масовен грабеж, со уништување на се околу нас. Ова прави штета и на неродените бебиња и спас нема, освен селење, да не се лажеме. Министерство за животна средина и просторно планирање имаме, ама здрава животна средина немаме. За денешнава тема има неколку прашања до вас. Што мислите, ќе го спасат ли врнежите од дожд и снег Скопје, а и останатите градови? Дали ќе треба по градовите да се играат додоле? Имаме ли некаков план или да ги пакуваме торбите? Според вас, што ќе дојде побрзо? Дождот, ветрот или првото место на листата на најзагадени градови? Тука ќе ве подсетам дека оваа дискусија се води и на социјалните медиуми, на нашиот профил Црвена линија на Facebook, секако на поранешен Twitter, сега X, и да не заборавиме на Instagram да бидеме дел од инстаграмското семејство, каде што можете редовно и секојдневно да учествувате во анкетите. Денешната анкета на Instagram Story не изгледа вака. Имаме прашање, издвојува ли владата доволно средства во буџетот за овој проблем? Имате две опции, драги мои, за одговор. Едната е да, не кликнете на вашиот одговор, а во проценти, како што и секогаш правиме по рекламите, ќе ги соопштиме и резултатите од оваа денешна анкета. Ве подсетувам секако дека нашата тема редовно се објавува и на профилот на Телма телевизија, на Facebook, така да и преку коментари, шернување и лајкнување, сето она што го мислите и е ваш одговор, можете и да го постирате на социјалните медиуми. Но особено ни е драго и како што во последно време биваве, имава уште поголем број, директно во Црвена линија да ги дадете одговорите на нашите денешни прашања. Еве, ќе почнеме и верувам со првиот гледач, кој што на 023070005 ќе ни даде одговор прво на ова прашање. Според вас, што ќе дојде побрзо, дождот, ветрот или првото место на листата на најзагадени градови во светот? Добро вечер. Здраво, Тинче, ти си? Јас сум здраво и добре ни дојдовте во Црвена линија. Болje нашла, што вика Срби. Не, прво ќе прокоментирам, ама сакам да ме поврзете режија да го задржи бројот. Неколку пати ве молам, Тинче Капинче, срешно зрнце, да дојде Телма телевизија. А за това што ќе дојде попрво, Господ си знае работата, никој горе не се е качил, он се гледа, се слуша, а за загаденоста, што тражат мајке и сите у центарот? Оти не идат по периферијата, по планините да живеат, да дишаат чист воздух. Не ги верувам и това. Ај, задржете го броју, да ви се јават од режија, ако сакате поврзете ме, дали ќе сакат да дојдат и ќе смеат, дали не смеат. Од сите у телевизија си кажаат дека не смеат. Вака сега, со оглед на тоа што за да ве вклучат во директно во живо во Црвена линија, секако прво го поминувате оној дел во режија, ве прифаќат. Дали таму оставивте број?
Ајде поврзете ме вие да се слушна со нив, од тука јас го кажах што треба Епа вака, тинчека. режијата знае, еве, вака ќе ви кажеме. Јавете се, дали ме слушате? Слушам ве многу убаво. Запишете го овој број. О, 02 мајко мила, па немам до мене ништо. Ништо немам ни пенкало, јас сум болен човек. Кој број бе тинче? 02 307 6677. Тоа ни е стариот број. Се разбира, таа линија е слободна. Не мога да запомнам, не мога да запомнам. Ај поврзете ме вие да добија. Ма ја немам технички како да ме поврзам, така да ете тоа е бројот. Запаметете. 307 6677. 307 6677. Тоа е бројот, односно линијата која што е слободна ете за вас, бидејќи линијата која што не е активна е 307 0005 и таа е за гледачите кои што ќе се вклучат во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро? Па, поредот на нештата, за да мени времето, за да се мени ова време, ова магловито време, значи потребен е ветер. Сега дали ќе дојди или не ќе дојди, сега да му кажем на оние врачоите што се индијанците што се да се молат малце за нас и да видиме, да се мени времето. Значи, во тој случај, значи, нема да видиме на листата на најзагадени градови во Европа или во светот, таму како сме веќе. Така да, само тоа не спасува сега моментално. Иначе магловито е, легнато е времето што се вели зборо, народски кажано. Така да, при ваква ситуација нема ништо освен маглата е, фала Богу, смогот кој што ни доаѓа од джаците, значи од зградите, од тие работи, кој што се меша со маглата и ги покачува оние PM четкиците. Така, големо благодарам вам за вклучувањето во црвена линија. Продолжете да не гледате, одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, господја Тина. Како сте да прашаме? Добро, вие? Добре Вие како сум. сте? Добро сум и јас. Од каде ни се јавувате? Од Скопје. Од Скопје. Каде ја гледате причината за енормната загаденост? Видите, господја Тина, причината е во нашата незаинтересираност за чист воздух. Малечките дечиња патат, а многу држави во Европа, зашто владата не пушти своји луѓе? Вечерва на вашата телевизија е господјата Шукова, министерка за животна средина. Каква животна средина има Скопје? Она нека одговори на вашата господја новинарка Солзен, да? Сето тоа сите го знаеме, а никој не сака да покрене некаква иницијатива. Видите, една Бугарија па забрани влез на возила што извршуваат некои токсини од горивото, така. Сите до Софија не може во центарот да влезат. Амстердам, една Холандија, забранила градоначалничката да сите аута не влегуваат во главниот град. Значи, треба мерки треба. Господја Тина, треба мерки да се превземаат. Министерство за животна средина што прави? Или владата, конкретно владата. Вечерва го имаме и господинот на некоја телевизија се јави Пендаровски. Тоа е енормно загадено Скопје. Не може прва на листата загадени градови во... Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Подсетување за останатите кои што ќе продолжиме со вас во оваа денешна дискусија. Внимавајте на тајмерот. Подсетувам, 90 секунди е време траењето на секое јавување. Добро вечер за новиот гледач. Добро вечер.
Добро, да не биде дека јас напразно, нели, додека очекуваме ново вклучување, само велам добро вечер. Еме, веднаш ќе ги вклучиме и твитерџи, со оглед дека и твитер заедницата, и те како има многу твитови врзани токму за оваа проблематика, односно за енормното загадување на воздухот. Бимка има напишано: држава која претендира да е членка на Европската Унија има рекордна смртност како последица на загадување, а најмал буџет во историјата на Македонија за животна средина. Ние се надмудруваме, не сме први, втори сме, не е Скопје најзагаден, други градови из Македонија се. Не сме нормални. Па издвојува ли владата доволно средства во буџетот за да се реши овој проблем, кој што мора да признаеме е проблем кој што не засега сите нас, а очигледно најмногу импакт има токму врз оние најмладите. Добро вечер, ако имам гледач. Има гледач и добро вечер. Добро вечер. Каде го гледате пред се виновникот во ова енормно загадување? Не, ја дури се радувам затоа што имам. Ја не знаев до сега дека постои некој Министерство за екологија и животна средина. Навистина, чудна работа како се појавило сега, значи на овие ПМ честички. Или ни донесли тие загадувањата тук. Види, ние треба да признаеме дека ние сме стари граѓани во Скопје и околината. Јас живеем на 5 километри од урбана средина. Да преземе, да видиме прво ова, дали е загадизација или бетонизација. Треба да ги двоиме. Зошто се загадивне кога има бетони? Бетон не загадува? Стоа и уште, нека стаат, нека бетонират, нека стаат катлици по 100, по 200 катлици, нека стаат, пошто е Скопје таква котлина што може да ги издржи тоа. Разбирате. Кај имаме ние пошумување во град Скопје, тие што ги оставивме ние, оваа генерација кои сме сега, тие остана и почна више и да ги сечат, да ги крадат, да ги горат, да ги не знам што и друго и трето. Наместо да има некоја нешто, тука зелениво има бетон. И зашто ние да се жалиме? Кај смееме да се жалиме? Не смееме. Животна средина не постои та министерство. Благодарам многу вам за јавувањето. Те слушате досега кои се одговорите на гледачите кои што се вклучија во црвена линија. Продолжуваме со вас. Еве секако ќе ни биде особено важно да слушнеме и од гледачите кои што ќе се јават од останатите градови, бидејќи секако и иста песна се случува и во градовите како што е Тетово, Струмица, Битола, Гостивар, Кавадарци, Кичево. Добро вечер. Добро вечер, добар ден. Добро вечер, добар ден. Поздрав до вас, до вашата екипа, до сите слушатели, гледачи, што се Големо јави, што ќе благодарам. се Од каде ни се јавувате да прашаме? Од Ѓорче, сите од Ѓорче, Никола од Ѓорче. Никола, да. Па еве, Никола, каде гледате, во што е причината за ова енормно загадување прво? Причината е долгорочна, 33 години во крадење на секоја влада што дојде. Да се подсетиме ние во Ѓорче, кога се градеше влае, дојдоа не изразува ќе се стае парното. Што направија? Него кој како дојде градоначалник кради, кој како дојде премиер кради, ние вака ќе се избориме уште многу години. Се дојка нема одговорност, се дојка не се стави крај на таа анархија. Па тешки милиарди се украдени, не се милиони, сега во милиарди ги крадеме. Значи ние ќе се молиме само да падне дожд, ќе се молиме да дувне ветерот и готово, чистено ден, два, после тоа. А најголеми проблем и сиромаштијата го направи тоа. И порано имаше во социализму загадено Скопје, и магла имаше, и цементара работеше, железара, ама тогаш беа платите редовни, К-15 редовно, која ќе одиш на нова година со расположение на одмор. Никој немаше тема за дали е загадено или не е загадено. Сега иритирани од сиромаштијата и од беззаконието што владее. Бидете поздравени, се најдобро. Се најдобро и вам, господине Никола, продолжете да не гледате.
Добро вечер. Ало, добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. И да слушам 24. Ја вчера и завчера слушав ова црвена линија Добро. и ве замолил такви изрази, терористи, ова, она, да не дозволувате, одма да ги прекинувате. Тоа е и нашето, се разбира, нашата етика. Сега ве молам да се навратиме на темата. До сега никој не спомна таков збор. Кажете ми според вас каде ја гледате вината во енормното загадување на воздухот? Па, загадувањето е немање пари за дрва и за парно грење. Парното грење е 50% скинато од Скопје. Така. Па сметате ли дека доволно средства се издвојуваат за да се реши овој проблем? Не се одвојуваат доволно средства. Треба уште повеќе да се одвојат средства за проблемот што е во Скопје. Така, големо благодарам до вас и еве се знае тоа е златно правило на црвена линија. Употреба се разбира на погрдни зборови, навредливи зборови, говор на омраза, говор кој што алудира на насилство, автоматски. Знаете, оние кои што редовно не следат, автоматски таквиот речник во црвена линија ќе биде прекинат. Но ние не прекинуваме со темата, продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Слушамо ли се? Да, убаво ве слушаме. Од каде ни се јавувате? Од Велешко село едно. Каква е состојбата еве таму? Каде нас е многу состојба, нема мгла. Мглото мамо го взимамо вија за гасење пожари, метли, едно друго и го мамо и мгла нема едно друго. Ништа нигде нема, важно добро е. Каде нас, моментално, у Скопје мора да биде загадено. Зграѓа до зграѓу, едно друго све. И како ќе биде не загадено. Свите отидоја у Скопје да живее. У село неќе да иде со чижме, ја иду со чижме. Немамо пут, уствари улицу, немамо асфалтирано. Ништа немамо. И што дрво? А со чижме иду до колена чижме. Риби што ваќа. Ако ме разбираш ова е како те Еве, со оглед на тоа дека живеете во ќе кажам слободно рурална средина, чист воздух, тоа ни откривте. Близо смо Ѓуришта, кога знаеш, горе манастира. Кога ќе дојдете во Скопје, еве, кога ќе пуцање, кад имаше град едно друг. Така, кога ќе дојдете во Скопје, како го опишувате воздухот со оглед на тоа што Па не, јас стал маско и си по Скопје, устварите у близину, до Бит пазар натам помину и толку ми е. Не смеемо да идемо. Ќе ме зароби некој, ќе ми врже руке назад и бегем. Благодарам многу за јавувањето. Еве, не случајно ве прашавме тоа со оглед на тоа што луѓето сега кои што не живеат во градовите, можеби се попривилегирани, посрекни од нас жителите кои што деновиве навистина го имаме единствени услови што имаме да дишеме се оние наречени екстремно загаден воздух. И еве, оние кои што уживаат во делови од земјава каде што воздухот не е загаден, можете слободно, ако ве носел патот на градовите каде што е екстремно загадено, токму од ваше лично еве искуство да ни опишете како вие го доживувате моментот кога ќе стапнете на тло, каде што воздухот мора да признаеме има и боја, и вкус, а богами и мирис. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Не знам зошто тезата дека државата треба да преземе нешто на ниво на локална самоуправа.
Знаете зошто го кажам ова? Ние кои живееме во Скопје бараме државата со парите на некого од Кочани или од Штип да го решава проблемот што самите го ствараме во Скопје, а тоа е урбанизацијата и бетонизацијата на Скопје. Не, проблемот ќе се спусти на локално ниво, Скопје е единица локална самоуправа и ќе си го решаваат проблемот локалните самоуправи. А како локалните самоуправи со притисок на граѓаните? Граѓаните нема да притискаат кај владата. За владата од буџетот да одвои пари да им го решава проблемот што некој ќе се збогати затоа што нивниот градоначелник ќе издаде некоја слободна парцела некој да гради. Скопје е градот поради загадувањето во Скопје е поради слабата циркулација на воздух. Што треба да се направи? Ако е проблем од циркулацијата на воздухот, да се запре масовното градење по течението на реката Вардар, за да се запре со кое се запира и онака веќе слабото циркулирање на воздухот. Втора работа, локалната самоуправа треба да побара од државата да почне на ниво на држава да субвенционира употреба на еколошки горива во сообраќајот. Да кажеме, ако е плинот го субвенционирате да вградат луѓето во моторни возила, тогаш треба да видите и со цената да субвенционирате. Не некој да профитира на таа цена да дига 45 денара за литар, а го везува како килограм за, да не кажам, за 20 денара килограм. Благодарам многу вам за јавувањето. Ајде малку кај Твитирџи. Фердинанд, ќе почнеме со неговиот твит. Загадување им беше главна тема, додека Шилегов беше градоначалник. Сега поголем проблем им се личните карти. Загадување не постои. Секогаш ВМРО-вските проблеми се помалку актуелни. Чуден народ или глуп? Како и да е, ние ве прашуваме каде пред се ја гледате вината во енормното загадување на воздухот, во што ги гледате причините. Секако оние кои што еве се привилегирани во овој момент да живеат во средини каде што воздухот е далеку почист и посвеж од она што го дишат, особено во Скопје, Тетово, Струмица, Битола, Гостивар, Кавадар, Цикичево. Дали ве носел пат на кај можеби главниот град и метрополата, како го опишувате тоа чувство на преминот посвеж воздух во овој скопски воздух и секако многу ни е важно и да ни откриете реално како е состојбата во моментот во вашиот град и местото каде што живеете и од каде што ни се јавувате. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро во црвена линија сте. Благодарам. Значи, малку време за голема тема, ама телеграфски ќе одговорам. Значи, дождот и ветерот се природни ресурси на оваа котлина, што не можеме да ги промениме. Сега имаме град кој што е 1 милион жители со брда згради, а предвидени можно е само 500.000 со нискоградби. Чарето треба да се бара во инспекциите и во загадувачите. Загадувачите се знаат, ги има на студија напишани, дефинирани. Никој не може да приде таму, инспекторите прво ги нема на број доволно, второ не смеат да влезат без најава, ве молам, кај што се знае загадувачот. И ако го казнат, казните се толку минимални, што му се беззначајни во однос на профитот што го стварува, интересот. Според тоа, чарето е во оваа ситуација, да не зборам за сите тие 5-6 елементи што ги спомнуваме и ги знаеме. Мора во оваа состојба да се интервенира. Не се заинтересирани да има инспектори, не се заинтересирани да се контролира воздухот, затоа што некој таму прави профит, не знам кој прави, тоа треба да се праша. А овие што контролираат кој воздух го дишат, имаат свој воздух некој? Ама истиот го дишат, ама него му е профитот важен, а за другото утре ќе мисли и тој ќе цркне као нас. Не сваѓате? Да. Благодарам многу, иако очекував по телеграфски, одлично и обсежно еве дадовте одговори на нашите прашања. Одиме понатаму. Добро вечер. Ало? Добро вечер. Добро вечер, во црвена линија сум. Да, повелете во црвена линија. Гледачка од Ѓорче Петров. Повелете. Ве слушам, прашувате нели го дишат истиот воздух. Истиот воздух го дишат, меѓутоа сите имаат пречистувачи. Тие кои што се малце поситуирани,
имаат купено пречистувачи и тие дишат чист воздух. Кој ќе излезе надвор, ќе отиде во кола и од кола иде право на работа има исто пречистувач и така инаку загадувањето на воздухот, како може на ручек кога ќе дувне малку ветре и сонце ќе огрее, тогаш е чист воздухот. Јас гледам на телефонската линија, на овакво на телефонот. Така на апликацијата. Кога е загаден воздухот, се гледа маглата, меѓутоа таа нема провер во Скопје. Јас сум од Ѓорче Петров, се изгради Влаe, порта Влаe, кај што беше најголем провев на воздухот, кај што беше најголем пречистувач на воздухот во Скопје. И сега зградите ги градат едно до друго. Друго е тоа што се зборува, што има горење на отпад, кој што не треба тука да се гори, и тој го загадува воздухот. Возилата стари што се увезуваат од странство се со поминати години на производство и Ке подсетам само, внимавајте на тајмерот, но додека траеме може репете, повторно да не побарате. Големо благодарам и до гледачката која што ни се јави од населбата Ѓорче Петров. Продолжете да не следите и те слушате какви ставови и размислувања имаат во однос на екстремното загадување на воздухот во земјава. Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, во Црвена линија сте по Велет. Да. Сакам нешто да додадам за сега ова дождом на првото место. Ами нека дојде, нека живеат тука во села и ќе му биде убаво. Мене имам едно друго прашање за пензионерите. Рекоа ќе дадат 3000, ги нема. И пред лани беше или пред година време, колку пак ги дадо, јас со тие динар не вле. Наместо да дадат на пензионерите, они си го решава само за Скопје. Сега нешто му пречи тоа, му пречи. Абе, земе дајме на пензионерите со 9000, ние што ќе правиме, кажете. Добро, ќе го разгледаме ова. Добро е што еве јавно кажавте дека не сте добиле тоа што требало да добиете. Нека тоа спомнина, нека живеете во селата планински, нека се ја не во зграда во 5-12 спрат, па ќе има магла како сака. Таму е Вардар. Дали сте вие во рурална средина живеете? Прилеп. Во Прилеп. Ама во градот или надвор од градот? Надвор, селата. Така, како е во Прилеп, например? Дали е Прилеп? Добро е, добро, многу е добро. Ама ова за пензионерите е проста глупост само и за учениците што ги издават. Тоа е ненормално што го прават. По 3000 не дават, а ти со 9000 што ќе направиш? Ништо. Ништо, но тотално ништо. Како да му кажам јас нешто да добам сега, да ќе дојде сега вработуват, што да и работат по 30.000? Тук има по 20 зима, они по 30 до 60.000. Така, благодарам многу. Имавме поставено темата во однос на вработувањата и новите огласи, но сега да се навратиме на темата за која што денес зборуваме токму со вас. Навистина сакаме од секој оној кој што ќе се вклучи да ни предочите реално, всушност, како е во градот или местото од каде што ни се јавувате во однос на загадувањето на воздухот. Продолжуваме. Добро вечер. Здраво. Здраво. Дали е намален тонот на телевизорот? Да, се е под конец. Така, како да го намалиме ова екстремно загадување на воздух? Види го се, ни нема спас. Верувайте ми, не е ова само на локално ниво кај нас тука да се случи, ова е на глобално ниво. Ше трајот на 90-тите години, кога Индија и Кина станува, се претвара во веле сили, значи индустријски сили. Веќе знаете дека и двете отидоа нагоре, рачунајте дека сите имаат над милиарда жители. Имаше еден експеримент од Обединените нации, таа една Садако Гатели, така се викаше, некоја јапонка беше, ја пратеше атмосферата тогаш, ја пратеа демек колку е загадена. У тој период највише беше загадена планетата, значи во самата атмосфера сателитски ја снима и повеќе беше смог отколку чист воздух.
како се развиваат вака државите, да речеме, сега Кина и ова отидоа напред, умеѓу време другите сакаат да држат чекор со нив, така планетава не може више абсорбцијаната моќ незина да поднесе. Дали сметате дека со овој проблем се соочуваат сите земји, скандинавските земји, дали имаат проблем? Да, кај да идете на било кој дел од планетата и на Антарктида идете, а овие PM10 честици ги има. Што порано не било можност да бидат, сега ги има. Така да многу фактори влијаат, а највише грамзливоста и желба за пари, за богатство, за све. Поздрав пријатно. Поздрав, благодарам и вам за јавувањето. И уште еден твит на Дарко Арсовски кој што напишал: Абе, почна да дува ветер. Толку е друштво, заврши кризата, нема веќе загадување. Па не случајно и токму поради тоа и во Црвена линија прашуваме дали ние треба спасот од ова екстремно загадување да го бараме во врнежите од дожд, снег, треба ли да играме познатата игра Додоле, да повекуваме ветрови, да повекуваме дождови, за да градовите кои што се енормно загадени доживеат моменти на слава за чист воздух. И еве, може да ни откриете тоа и очекуваме како е онаму од каде што ни се јавувате. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро, ќе преминам повторно на... Ова е една ретка гледка, можам слободно да кажам дека ова е твит кој што ќе ни открие како е во Штип, каде што К напишал слава му на Стрибок или на Венти, или не знам кои богови на ветровите кои го штитат Штип од загадување, пошто ние за тоа сами сигурно не сме се погрижиле. Па дали тоа значи дека треба да им се обраќаме на боговите, да бараме, да играме и Додоле за да дојде ветер, дожд и секако да го реши проблемот со загадувањето, со огледот на тоа што ќе подсета мерните станици покажуваат зголемена загаденост и до 15 пати. Најголемата загаденост во моментот е во Скопје и тоа во овие мерни станици кои што се во Лисиче, Центар, Газибаба, како и така и гимназијата Нова, но иста песна и иста приказна, слободно ќе кажаме, важи и за градовите како што се Тетово, Струмица, Битола, Гостевар, Кавадарци и Кичево. Добро вечер, ако имаме гледач. Нешто се слуша таму, пуцка линијата, како и дајве, сега ќе продолжиме повторно со... Ете, во право сум. Добро вечер. Добро вечер. Јас одлично ве слушам, се надевам и вие мене. Се слушаме? Да, од каде ни се јавувате? Од Струмица, од Ѓаволската дупка. Така, како е состојбата во Струмица со воздухот? Од загадени мозоци што имаат луѓето. Зашто треба да ги повикате некои луѓе да им ги прочистите мозоците, па да имаме по-нештетна емисија. Они сакат да ја ископат цела тврда материја, да ја стопат и на што ќе стојат утре други ден. Риби, вода нема да има земја. Секој ден нови работи, секој ден ова, се друго. Да си ги прочитат мозоците и да престанат ова све што е извадено до сега да го претопуваат, зашто прашина колку станува. Нека размисля што збориме. И отворете си едно мобилно биро, вие како емисија, дајте да го потенцираме народот да работи и да бидете вие спонзор, да дават луѓето кај вас пари, а вие да ги спонзорирате луѓето што сакаат да работат. Тогаш ќе имаме чиста емисија, ќе имаме разни животинки, ќе имаме разна... Кажете ми во Струмица што е најголем причинител за загадувањето? Луѓето! Причинител на загадувањето, зашто тие се загадувањето, очно, психичко. Добро, благодарам многу. Еве, некој од гледачите даде и една интересна, ќе наречам, може би бизнес идеја, но како и да е, благодарам еве барем што ни кажавте како е во Струмица.
Еве ни слика сега тоа што ви напоменав дека што се однесува до енормно загадениот воздух во главниот град, но и во останатите градови како што се Тетово, Струмица, Битола. Значи воздухот во таква ситуација има и вкус, и мирис секако, но и боја. Значи еве можеш да го вкусиш и джвакаш воздухот. Тоа го има напишано Джото. Па, според вас, еве, и дали издвојува владата доволно средства во буџетот за овој проблем? Како да се реши овој проблем со енормно загадување на воздухот? Добро вечер. Добро вечер. Во црвена линија сте? И јас сум наред, така? Да, ве слушаме. Добро, слушај се. Не знам зашто толку лажа луѓето. Кои известуваат каде што е загадено. Во Осем, Скопје, Кичево, Битола, а и да речеме и малце Куманово. Друго место никаде не е загадено во другите градови. Нака не е лажот. Приказни нака не кажуваат. Од каде ни се јавувате вие? Од Гевгелија, Богданци. Како е во Богданци? Абе, знаеш што, да дојдиш да се надишиш кислород колку сакаш. Но еве ќе ви повториме дека зборувавме не за сите градови, нема само 5-6 градови во Македонија, еве ја истакнавме Струмица, меѓу другото кој што беше една од најзагадените. Не така. Значи така не се мери тоа загадено. Се мери кај што е, ти таму си е, а не можеш сега да се клај да било и Гевгелија. Гевгелија никош не било загадено. А кој рече дека е в Гевгелија? А? Кој кажа дека е Гевгелија загадена? Никој не кажа, ајде речем пред 10 дена, загадено било Гевгелија. Ние еве ќе ви кажеме што е загадено. Скопје, Тетово, Струмица, Битола, Гостивар, Кавадарци и Кичево. Благодарам многу за јавувањето. Поздрав до сите оние кои што не следат од Богданци и Гевгелија и сега кои уживаат во тоа да имаат привилегија да дишат чист воздух. Благодарам ете и што ни предочивте како е токму таму. Одиме понатаму со вас. Добро вечер. Добро вечер, драга Тинче Детелице. Голем поздрав до вас, господине Горан. И до вас исто. Јас би сакал во врска со ова прашање да кажам неколку збора. Скопје е најзагаден помеѓу светските градови, затоа што лежи помеѓу два рида и низ градот поваѓа река која фактички треба да врши прочистување на воздухот. Меѓутоа, нашиве луѓе, не знам дали тоа нарочно некој ги тера или борба за пари, баш тој простор каде што треба воздухот да струи и да го чисти градот, тука највише се гради. Еве, земете пример сега во Строгиот центар, Каши трговски центар. Се градат 3 големи згради. Каде сакате вие да пројде воздухот тука да оди према аеродром Лисиче, а тие аеродроми Лисиче се најзагадени. И упорно се гради и се гради. Не знам дали има некој кој може да каже стоп на тоа. Треба да престане да се гради не само ради загадувањето, туку и ради тоа што Скопје стана држава. Сите навалија во Скопје, така да и самиот град е прљав. Така, големо благодарам и вам за јавувањето. Замислете, дојде веќе времето и за реклами. Во овој дел од Црвена линија, подсетување само секако да не заследите на Инстаграм и да видиме инстаграмџи како одговорија на денешната анкета. На прашањето издвојува ли владата доволно средства во буџетот за овој проблем, со да одговорија само 9%. Со не одговорија 91%.
Тука секако ќе се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество во Црвена линија. За темава можете да продолжите, се разбира, преку коментари, шернувања, лајкнување на социјалните медиуми на нашиот профил Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. Но сите вие од Црвена линија треба да продолжите да останете со мене и секако да ве префрлам во онаа друга димензија, каде што имаме огромно расположение, но и морам секако да кажам инспирирана од вчера ситуации каде што 9 од 9 имавме освоени награди. Значи 9 играчи, 9 награди. За мотив доволно само да го спомнам телевизорот кој што е актуелен секој четврток, но тоа не значи дека нема во игра да бидат и други главни награди. А јас останува само да ве подготвам со тоа што забележете ги овие прашања кои што секако ќе ги има на тестот Заврти на Телма. Филозофот и музичарот Антонија Пушик, црногорскиот представник на Евросонг 2012 година, е попознат под името, тоа ви ќе кажете кој е, како се викал најславниот отомански патеписец. Довршија народната поговорка, торбата е најтешка кога е, и што е заедничко на знамињата на Албанија и Србија. И многу други прашања. Одлично ви оди, па јас ве чекам да ги соберете сите награди кои што ги имаме денес на тркалото. Се гледаме за кусо време.